Зошто на Грција и пречи македонскиот идентитет и зошто не сака Македонија да стане членка на Европската унија? Дел од прашањата што му ги поставија македонските студенти на американскиот амбасадор во земјава Филип Рикер во рамките на трибината на дворешната политика на Соединетите американски држави. Извештај на Марија Котовска. Дали е во ред да се менува историјата и да се избрише името на еден вековен народ? Прашаа македонските студенти во контекст на проблемот што го има Атина со нашето уставно име, но и во контекст на грчкото проблематизирање на македонскиот идентитет. За тоа прашање треба самите да одлучите, одговори американскиот амбасадор. Јас најпрвен би погледнал кои се предизвиците, вели Рикер, а потоа и кое може да биде решението. Македонија и вие, македонците, имате долга историја и со илјадници години сте го задржале идентитетот и богатата култура и така ќе остане за секогаш. За време на овие стотици години мислам дека ве нарекувале со многу различни имиња и сте имале различни институции и влади над вас. Користењето на историјата, но во контекст на она што сакате да го постигнете во иднина е она што сите го направија кон крајот на 20-тиот и почетокот на 21-виот век. Вашата култура и вашиот идентитет секогаш ќе бидат ваши. Тоа не се менува, уверува американскиот амбасадор. Апелира, не правете го ова потешко отколку што мора да биде и не размислувајте за работи кои не постојат. Но зошто на Грција и пречи македонскиот идентитет и зошто јужниот сосед не сака да станеме членка на НАТО и на Европската унија? Прашаа македонските студенти. Јас не можам да ги објаснувам грчките позиции, затоа прашајте грчката амбасадорка, реплицира Рикер. Американскиот амбасадор одби да ги коментира грчките, но затоа уште еднаш ги повтори американските позиции кон Македонија. Нашата политика кон Македонија е константна. Сакаме да видиме Македонија да ги исполни сите своји цели во надворешната политика. Во однос на грчката политика, американскиот амбасадор ги повтори веќе познатите грчки декларативни ставови, дека Грција всушност сакала Македонија да стане дел од евроатлантските структури, но само откако ќе се најде решение за името.